Самоувереноста без свест за реалноста е како кредит без покритие. Секогаш стигнува за наплата во најнеочекуваниот момент. За да се направи провод на некоја рута, не е доволно да си има само механизација. Потребни се возачи, работници, акција. Инаку, таа останува заглавена во песокот, во сопствената кал. Но нема да има компромис за иднината. Како булдужер ќе го прегазиме секој оној што ќе се попречи на тој пат. Пречките на секој пат, па и на тој кон иднината, лесно се надминуваат ако има брза реакција по активната и квалитетна сигнализација. Таа на добри возачи им помага умешно да стасаат до посекуваната дестинација. Ама известно е дека возилото изгледа имало неисправен менувач, оти безкомпромисно тргна во рикверц. Надежта не згаснува. Еден убав ден ќе биде поправен. Мајка на Марике думаше, Марике, моме Марике. Да ве поздравам, драги мои колеги од управниот одбор, па кај сте вие? Живи ли сме? Ајде главата горе, ќе биде, за 10 години пак ќе дојдеме на власт. Ајде! Во меѓувреме, пресловите на власта кои технички се занимаваат со неа, стануваат предмет на подбишега, бидејќи во очекување на утјумат без актуелниот премиер, за јавноста, барем реторички останува да биде непознато, кој во земјава уште коси, а кој вода носи. Околу тревата која не е искосена во дворот на владата, дали тоа е обврска на владата или на другите институции, имаше реакции подолго време, меѓутоа уште е исто. Во таа политичка пролетна џунгла на реакции не се забележуваат дадените ветувања. Особено на тие што математички не победија, ама благодарејќи на благонаклонетоста на вистинските победници, ќе влезат во тимот што триумфира. Сепак, зборот е збор. А јас им кажав, варам доверба од сите вас, еден пар на избори до 8 мај, ако не победиме на 8 мај, јас сум тука да дадам оставка и немаше да има сила која што може да ме запре да не дадам оставка. Тоа што веројатно го спречува овој потек е експлицитниот став на партнерите. Дилемите околу изборот се одамна расчистени, а зацврстени се со крцкање на познатите кекси со кои се упатува јасна порака за политичката перспектива. Пред состанок со коалицијски партнери. Поздрав, Али. И на крајот, ќе да е наарно. Ако не влеземе во влада, ќе влеземе во Европа, да знаете. Или тој знае нешто повеќе или префрлен на трибините. Од првотимец бргу се трансформира во прогнозер. Едно е барем за сега јасно. Не влегува во владата. Другото е само нејасно предвидување. Во обложувачки жаргон. Дојава.